Македонските православни цркви во Швајцарија се горд потсетник дека во оваа централноевропска земја живее голема и сложна македонска заедница, која со голема љубов и неизмерна посветеност ја практикува верата. Македонската црковна општина Собор на сите македонски светители од Лозана е формирана во далечната 2009 година со согласност на владиката Пимен од Македонската православна црква. Црковната општина Лозана држи преку 20 служби годишно, а бројот на парохијалци од година во година се зголемува, што е дополнителен мотив за црковниот одбор да работи забрзано на изградба на сопствен Божји храм. Во моментов во црквата има повеќе од 300 парохијалци, а најмасовна посветеност, според црковниот одбор, има на големите православни празници Великден и Божик. Црковната општина Собор на сите македонски светители наскоро ќе почне со изградба на православен храм, налик на оној кој веќе 15 на години го имаат нивните сограѓани од централниот дел на земјата во општината Тринген. Минатата година ќе го издвојам Великден кој имавме преку 2000 луѓе народ. Така да во тие крајеви на Швајцарија во францускиот дел не има многу македонците. И тоа не радува што многу млади луѓе, фамилии со деца доаѓаат на нашите служби и тоа не тера да работиме и да одиме напред. Па еве од минатата година, 24-та година, уплативме, да кажеме 10% од земјиштето. Земјиштето е 20.000 метри квадратни, така да тоа е сега планот и работата на одборот во следната година или ова 25-та година е целосно да го исплатиме местото. Веќе еве го гледате проектот тука, вака ќе изгледа црквата. Црквата е како што е во Тринген, така ќе биде и во Лозана. Значи истата црква, истиот проект, дали ќе е помал или поголем, тоа зависи од теренот што ќе ни дозволи, но истиот проект, бидејќи е дозволен во Швајцарија, затоа одиме и на тоа да биде дозволен и во Лозана. Така да уплативме 10%, луѓето тргнаа позади нас, сите клубови, да кажеме, еве, најголемите клубови во француско говорно подречје, да кажеме, Македонија, Ешелон, Пирок и Пјанец, се 3 клуба кои последните забави ги донираат на црквата. И народот, цел народ застана зад нас и одиме заедно. Луѓето почнаа да донираат, но многу местото не кошта и треба да го исплатиме оваа година. Кога еве според вас би можеле, да речеме, надежно да почне да се стават темелите на новата црква? Па видете, ако ние оваа година го дали ќе со кредит, дали ќе го исплатиме, но ако народот застане зад нас и донира што може и кој колку може, значи не дефинитивно да кажеме толку треба да секој колку може да даде, па може, дај Боже, 26 или 27 може да ги поставиме темелите. И македонската заедница од Локарно, кантон Тичино, близу италијанската граница, се на чекор да обезбедат простор за нивната црква Пресвета Богородица. Нешто што е долгогодишен сон и желба на иселениците во овој дел на Швајцарија. Црковната општина постои повеќе од 2 децении. Формирана е во 1999 година. А на 3 големи празници, Божик, Великден и Мала Богородица, црквата ја посетуваат околу 500 верници. Секако да кажам дека сега народот е доста задоволен со тоа, бидејќи си ги практикува обичаите, сите обичаи што ги имаме, си ги празнуваме, сите имаме доста, сега си правиме и нашите крштевки, венчевки, така да се зголемува, верниците се зголемува. А сега моментално исто така имат интерес и потреба имаме за нова црковна општина, да мислам нова црква, да имаме црковен објект. Малце да ни кажете за црковниот објект, во план сте да купите црква, како се развива оваа идеја? Па вака, ето, сега, бидејќи, знаејќи и потребите и како што ни се ограничува времето со користењето на црквата, католичката црква, Мадона де ла Фонтана, како што служевме 25 години тука, но поред нивните потреби, поред дотрајноста на црковната општина, нивниот кров, така да што треба да направат реставрација на оваа црковна општина, така да на нас и се крати времето и не можеме да ги обаваме нашите служби, нашите верници не можат да си прават сите обичаи. И затоа, за овај случај, исто така добивме ние и извештај од католичките свештеници, бидејќи тие се веќе по
состав да ја поправат црквата, да прават ова реставрација, а на нас ни се крати времето. Затоа е нешто, веќе ние 2 години како преговараме со црковниот одбор на Евангелистичката црковна општина и дојдовме до доста добар заклучок, така да што тие ни дадоа една рака, фактички ни дадоа услов да ја купиме нивната црковна општина. А тоа за нас во кантон Тичино е голем успех, поготово во Швајцарија да се дојде да се купи готова црква, така да постепено после со овој црковен објект, доколку успееме. Сепак се надевам, верниците со голема радост, со голем чеев тоа ќе биде дека ќе имаат свој црковен дом. Тоа значи црковен темел да го имаме ние во таква една држава, што е со толку помал народ во овој кантон Тичино, што сме ние од прилика тука негде купниот број на нас е околу 3000 до 3500 тука сме, ама сепак се тоа фамилии да ги кажеме, се надеваме дека го дадоа зборот веќе и го дадоа верниците, ја дадоа поддршката да биде овој евангелистички црковен објект, да биде наш православен црковен дом. Македонската дијаспора од централниот дел на Швајцарија веќе има свој православен храм. Македонската православна црква Свети Наум Охридски во Тринген. Оваа црковна општина е формирана во 1992 година, а црквата која гордо сведочи за православната вера е осветена во 2010 година.